Топ тема, добро вечер. Собранието избра нов државен обвинител. Кои се очекувањата? Што го очекува новиот обвинител, што очекува јавноста од него? Наскоро ќе се гласа и законот за јавното обвинителство. Ќе имаме ли суштинска реформа, нов системски пристап или повторно недоречени решенија? И дали немањето волја за финансиска независност ги подкопува всушност во битието самите реформи? Во топ тема вечерва за овие прашања дебата со Маргарита Цаца Николовска, поранешна судика во судот во Страсбург. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Ружица Николовска, адвокатка. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. И Сладжана Тасева, Transparency International Македонија. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер и благодарам. Би почнале со веста на денот, избран е нов јавен обвинител, Ненад Савевски со 66 гласа за, 2 против и 8 воздржани е деветиот државен обвинител. Би почнал од вас, што лично очекувате од новиот обвинител со сиот багаж негативни реакции во јавноста и од стручната јавност кон обвинителството во сиот изминат период, па и нескриените политички притисоци и различни оценки? Овој обвинител државен, мислам дека ќе има најнеблагодарна функција заради очекувањата кои што се презентираа уште пред да биде избран. Теретот не е само во делот на обвинителство. Реакциите и се она што следеше пред да го номинираат и еве, денеска веќе кога е избран, се очекува од него да се подигне вербата во правосудството. Јас такво нешто не очекувам, заради тоа што правосудството е широк појам. Тука влегуваат судиите, тука влегуваат и адвокатите, тука влегуваат и обвинителите, кои што се на одреден начин самостојни во својата работа. Меѓутоа, очекувам од овој обвинител, кој што во еден одреден временски период беше и судија, да може тие две работи да ги размислува кога ќе ја извршува својата функција. Цело време се зборува за тоа дека ќе направи нешто да се извлечат предметите од фиоките на обвинителите. Сето тоа се граничи со популизмот. Не може тој обвинител да отиде сам, што да тарашка по фиоките на обвинителите, да види кај се предметите, што се предметите. Но и неговата изјава во интервјуто за МИА е дека повеќе нема да има случај во фиок. Точно. Меѓутоа, јас на тие такви изјави секогаш очекувам да бидат презентирани аргументи. Како тоа се замислува да се направи? Кој е тој систем, кога стариот систем фактички во делот на обавување на функциите на обвинителската фела не е многу сменен. И овој новиот закон што е донесен, во суштина нема некоја промена во оваа насока. Тоа ќе биде втората тема за дебат. Како и да е, јас му пожелувам многу среќа, а и му пожелувам голема храброст во делот на работењето, заради тоа што ние сакале или не сакале да признаеме, во нашата држава се повеќе е присутен оној политички елемент кој што не е само во избор. Тој продолжува и понатаму, а е присутен и претходно. Не зборувам само за државниот јавен обвинител. Генерално гледано, со било кој да се разговара, тој страв од политичкиот притисок постои.
Тасева, и оние што гласаа денеска, и оние што гласаа воздржано или воопшто се не притиснаа копче, не се изјаснија никако, посочија дека многу други причини, од кои дел спомена и госпоѓа Цаца Николовска во последниот дел, иако никој речиси да немаше забелешки што се однесува до личноста, професионалниот бекграунд на самиот кандидат, но колку ќе биде тоа доволно, бидејќи ќе го разговараме оној дел околу, бидејќи тоа се битни карактеристики, меѓутоа не почнува се и не завршува се со храброста, интегритетот, одважноста, туку има и многу системски претпоставки од кои што ќе зависи на крајот резултатот. Да, јас би сакала првин да му честитам на Савески, сега веќе државен јавен обвинител, прво на храброста што се нафати и на изборот. Затоа што очекувањата сега се големи. Јас кога размислував на оваа тема, што всушност треба тој да прави сега, некако се вратив во 2002 година кога ја за прв пат ја формиравме антикорупцијска комисија, кога проблемот беше голем со корупцијата и дека требаше да се направи нешто радикално за да се промени. Ние го променивме тогаш и уставот. За жал не стигнавме многу далеко во борбата против корупцијата. Но сега со оглед на состојбата во јавното обвинителство, лошата доверба, односно недостатокот на доверба, начинот на кој што тоа функционира, нетранспарентноста, сите проблеми кои што внатре ги имаат во функционирањето, недоволните ресурси со кои располагаат и човечки и било какви други технички и се. Мислам дека она што го очекуваме е првин тој да го задржи својот интегритет. Јас верувам во професионалноста, во она што досега го направил и многу зависи се од личниот интегритет. Доколку тој, бидејќи никој не кажа ништо на таа тема, дека има било каква сомнеш во неговиот личен интегритет, професионален досега професионално однесување или учинок, сите беа позитивни во тој дел. Сега, тој професионален интегритет и личен интегритет и заложбата за реорганизација и реформа треба да бидат први на местото во неговото делување сега, на местото на државен јавен обвинител. Мене ми е искрено жал што тој стапува на функција во моментот кога се носи законот, кој што апсолутно не е тоа што тој кажува дека сака да го прави во јавното обвинителство. Апсолутно е тоа лоша коинциденција. Подобро би било да се почека да може тој како носител на таа функција да влија или да побара да се вградат во тој закон неговите заложби за реформа во тоа обвинителство, но очекувам доста, затоа што трга од минус или од нула за да ја реорганизира таа јавна... Ако се вративте во 2002, заклучокот би бил честито, но да не сте му во кожа. Точно е тоа сакам и да го кажам, да не сте му во кожа, ќе има голема работа. Ние знаеме дека целиот овој период кога зборуваме за борба против корупција, секогаш во обвинителството наоѓаме обструкција, несоработка, недоволна комуникација со другите институции и тој читав денеска дека и за тоа ќе се залага, за комуникација и соработка со другите институции, но првин е неопходно да го постави добро интегритетот во самата институција, со транспарентност, со одговорност, со отчетност во работењето. И мислам дека на тоа, ако застане цврсто, дека сепак ќе успее да охрабри и други луѓе со интегритет внатре за да се поддржи таа реорганизација и реформа што е потребна. Госпоѓа Николовска, што го очекува Ненад Савески во обвинителството и како адвокат, а што се очекува од него, односно што би дополниле од она да не сте му во кожа, што го кажа Тасева? Јас исто така најпрво би му честитала на судијата Ненад Савески, сега веќе републички јавен обвинител. Знаете како, она што го рекоа и моите соговорнички во голем дел е така, во смисла на тоа дека сега
и народот, и јавноста, и стручната фела, сите очекуваат резултати. Бидејќи нема да се повторувам, за жал, довербата во правосудството е таа која што е во изминативе години. Сметам дека новиот републички јавен обвинител ќе биде исправен пред сериозни предизвици, каде што ќе треба да се настапи со сериозна, ајде да кажам, програма за решавање на сите случаи. Меѓутоа, исто така, како што веќе споменавме, сметам дека интегритетот, професионалноста, па и личниот углед и морал играат голема улога за фигура на еден јавен обвинител, републички јавен обвинител, независно кој е. Не е поентата за јас да го фалам или да го критикувам, бидејќи во крајна линија, знаете како, ние во судница, зборувам сега од аспект на адвоката, од другата страна обвинител, ние сме спротивставени страни и сега може нели да коментираме едни против други, меѓутоа треба да погледнеме и реалната состојба и реалната слика. Сметам дека времето ќе покаже најдобро, значи истекот на определен временски период ќе покаже најдобро и овој период сега ќе биде сериозен тест за новиот републички јавен обвинител за да покажеме вистински резултати во пракса. Она што нема да го коментирам законот бидејќи е подоцна, меѓутоа само сакав да укажам она што го велиме сега и судијата и господјата Слагена Тасева во смисла на тоа новиот закон за јавно обвинителство. Пак ќе кажам, ако вие сакате да работите и сакате да решавате и предмети и се, не значи дека ви се потребни нови закони, ова фигуративно кажано, во смисла на тоа, она што и самиот Ненад Савески го има изјавено, дека нема да се чуваат предмети во фиока и слично. Значи, ако покренете вие едни механизми и почнете тоа навистина да го средувате внатре во системот, во институцијата, сметам дека може да се постигнат резултати. Ке повторам, времето ќе ни покаже на сите нас. Да, само ако може една очекувањата се големи, а предизвиците бројни, особено од аспект на она што ќе го дискутираме во вториот дел, системот кој што се воспоставува или не со новиот закон, уште повеќе аспектот на финансирањето, кадровската екипираност и така натаму. Тоа што само сакав да го дополнам е дека зборот интегритет јас нарочно не го спомнав. А не го спомнав заради тоа што жално е, меѓутоа во законот никаде нема да се повика на интегритет. А сите знаеме дека интегритетот, еве и Сладжана сега тоа го образложуваше, зборуваше, интегритетот е она нешто кое што највеќе може да придонесе до разрешување на проблемите. Тоа е притисок да не може да издржи притисок од политичките партии. Ние можеме што сакаме да зборуваме, меѓутоа тој притисок не мора да е директен. Тој притисок може да е латентен, скриен, притисок кој што сите ние го препознаваме овие денови. Меѓутоа, интегритетот е нешто кое што треба со текот на работата да се прикаже и да се докаже. И јас се надевам дека и покрај тоа што не споменувам во законските одредби, дека тој интегритет државниот јавен обвинител мора да го има некаде позади и постојано да мисли на тој интегритет ако сака да постигне нешто. А се надевам дека сака да постигне. Дали ќе почне со предметите во фиока, што од тоа и како, да видиме, се повикува на транспарентност, предпоставуваме сите дека таа транспарентност ќе постои, ќе екзистира, а преку транспарентноста ќе го видиме и интегритетот. Тука ја правиме првата пауза за реклами, а во продолжение она што значат и системски предпоставки со осврт на најновите измени на законот за јавното обвинителство. И во продолжение од дебатата за она што предпоставуваат системски предпоставки за реформа и ефикасност на обвинителството,
Во второ читање утре со амандманска расправа влегува законот за јавно обвинителство. Сите вие бевте дел од јавната расправа вчера. Па ајде прво да ве прашам, сметате ли дека дебатата беше малку проформа, затоа што вие дебатиравте, па останаа неполни час-два, сето тоа да се обработи од страна на пратениците, бидејќи роковите околу амандманите истекува вчера. Веќе рековте вчера, но за оние што не слушнаа за јавност. Во однос на тоа дека многу доцна се организираше таа јавна расправа, доцна се добија и материјалите и доцна во однос на тоа дека треба да бидат амандманите изготвени до вчера до 19:30. Сите поединечно тоа го искажавме во рамки на своето обраќање вчера, дека од тој аспект апсолутно е проформа таа јавна дебата. Она што беше добро во таа дебата вчера беше дека се слушнаа доста ставови и заложби за подобрување на текстот на законот. И со конкретни укажувања во однос на определени одредби, во однос на определени недостатоци, што е она што требало да се има во предвид, каде се ризиците во тој закон, ризиците за различни ситуации, недоречености, и од тој аспект дебатата беше добра. Меѓутоа, останува впечатокот, јас и претходно реков дека да, останува впечатокот дека тоа беше проформа и во последен момент. Веќе денеска слушнавме дека има некои амандмани веќе подготвени, околу 20-тина и нешто, меѓутоа на што се однесуваат и колку ќе придонесат да се подобри текстот на законот во толку кратко време, не знам. И уште еднаш ќе кажам, така подготвениот текст, како што вчера го видовме, воопшто не обезбедува услови за реорганизација и реформа вистинска во јавното таа дебата, обвинителство. бидејќи многу се зборуваше за овој закон, долго се очекуваше барање од Европската унија, дел од реформската агенда што сами сме ја предочиле. Тој практично е дел од еден сет закони кои што се однесуваат на јавното обвинителство. Тука беа претходно, но ги нема по тој редослед како што беа набројани законите за јавно-обвинителската функција, за јавно-обвинителската служба, за платите и сет закони. Ова требаше да биде една круна. Зошто сметате дека и натаму не нуди нешто ново или суштинско од промена на статусот, поставеност и функционирањето на обвинителство? Ако зборуваме само за статусот, поставеноста и функционирањето, можеме така да ја водиме дебатата фокусирано, инаку можеме да одиме и во целокупниот систем, кривично-правниот аспект, законот за кривична постапка, улогата и местото на јавниот обвинител, судијата и сето тоа како би можело или дали треба и време е да се преиспита и да се преуреди, верувам, за да биде поефикасно. Но она што го гледаме во овој закон, јас сметам дека тука нема некоја голема подготвеност од страна на државата и законодавецот да направи исчекор во создавање на современа јавно-обвинителска организација. Значи, обвинителство, јавно обвинителство кој што ќе може да одговори на новите современи форми на криминалитет. И самиот сега веќе избран обвинител кажа не можеш да водиш борба против скап криминал без пари. Како прво, не им се обезбедува доволно буџет за да можат да функционираат, не се независни во обезбедување на ресурси и кадар кој што ќе им биде потребен да ги спроведуваат сите тие истраги и подготовки за предметите, за да ги достават во судовите. И мислам дека многу е далеко од она што треба да представува современо јавно обвинителство и како тоа работи внатре во соработка со другите институции, интероперабилноста, дигитализацијата, соработката со
Овде со институциите кои што секој работи изолирано како силоси, соработка е неопходна и надвор, и тоа директна и непосредна соработка. Овој закон обезбедува директна соработка, и тоа пак со меѓународна правна помош само на обвинителството за организиран криминал. Сите други треба, како и до сега, да одат преку Министерството за правда, што апсолутно не одговара на новите форми на криминалитет и како сето тоа се случува во услови на транснационално делување на криминалот, па нека и не биде организиран. Значи, законот треба дополнително да се преуреди, да се преработи, за да овозможи обвинителството да ги има и тие функции, да може и така и да биде организирано, да има соодветни служби внатре, за да може да одговорат на ова нови предизвик. Тоа е обвинителство ни треба за 21 век. Ние се уште се држиме на она на што сме навикнати, затоа што едноставно така знаеме и така може. Па добро, ајде ќе го дискутираме и тој дел што е далеко за Македонија, ако се има предвид дека и новата поставеност во целиот систем, како што рековте, новата улога на обвинителството, истражните центри, и тоа не заживеало, така да ние веројатно сме во заостаток од тоа што и веќе го имаме како систем, а вие одите чекор напред и кон новите Еднаш рековме далеку фати по 2002, а сега викаме кај сме тргнале напред, значи некако не можеме да го најдеме. Од кај амандманите до што дојдовме. Госпоѓо Николовска, еве на некој начин и поедноставено и за јавноста што не следи, што според вас е ново, а каде вие сметате дека се уште има недостатоци или недоследности, настрана од она, нели, недостатокот дали на политичка храброст, дали на различни толкувања дозволува или не дозволува уставот, еве, идниот обвинител, не овој, идниот после него, да се бира со едно многу поголемо мнозинство, што ќе значи и поголема независност. Вака сега, јас прво би се навратила на кратко во однос на самата јавна дебата која вчера беше организирана во Собранието. Сметам дека таквиот начин и пристап е за поздрав, затоа што конечно да може да се слушне и ставот на оние кои што се и практичари, и професионалци, и професори, и суди и слично. Така да во тој дел мислам дека таа дебата сепак вроди со резултата. Доволно е податокот дека постојат 20 и нешто амандмани. Тоа говори дека некој не слушнал и дека некој навистина се завземал за сето тоа. Од друга страна, мислам дека бевме присутни кога и самиот председател на Комисијата за политички систем објасни зошто е тоа така, закажувањето, бидејќи деловнички некои работи не се дозволуваат, а инаку самиот закон беше објавен и на веб страната на Собранието, дури мислам и од претходната недела, може би и повеќе, на Енер, да, секако за коментари, но сакам да кажам, беа достапни, можеше да се дојде до материјалот, да се види, да се прочита. Ама за закон кој што требало, кој што власта си дала обврска дека ќе го донесе до декември, а не го донела, можеше да се остави малку повеќе време. Затоа што има една суштинска мана во законот. Ние имаме статус огромен, со фалби од министерот за правда кој што вели не стигна мислењето од Венецијанска комисија, супер е законот ова, она, но од Венецијанска до Собрание отидоа две различни копии, па сега се поставува прашањето што ќе го отворам после, кого излажавме? Ја излажавме Венецијанска или се излажавме самите себе? Вака сега. Она што имавме можност да го слушнеме и на самата јавна дебата, бидејќи еве и јас лично сум учествувала во други работни групи во смисла на изготвување на кази и така натаму. Конкретно за законот за јавно обвинителство. Тука настана промена во поголем дел од одредбите, дојде до тоа дека треба да се променат поголем дел од постоечките одредби, односно номотехнички, што ми имате промена на 30% најмалку или на 1/3 од
одредбите во законот, постоечкиот, во тој случај тоа се некои правила кај што мора да донесете нов закон, практично. Не значи суштински дека ние ги менуваме работите од корен и дека сега воспоставуваме не знам каков нов систем. Јавно обвинителскиот систем ние го имаме, тој е поставен и неговата поставеност е утврдена со уставот на нашата држава, но делумно и со досегашниот стариот закон за јавно обвинителство. Она што во овој закон сега се работи или се работело е практично доуредување, досредување, до прецизирање на одредени работи. Јас и на самата јавна дебата, еве сега во однос на прашањето, укажав на одредени работи кои лично ги сметав за предности, да кажам, или за добри работи во самиот закон, но исто така укажав и на одредени работи за кои дадов сугестија, можеби да се променат, сега не би цитирала членови, алинеи и ставови, во интерес на времето и на емисијата. Например, еве сега веќе со така наречениот нов закон за јавно обвинителство, изборот на државен јавен обвинител вие да кажам условен од одредени критериуми кои што подразбираат подобрување на позицијата, значи зголемување на таквите критериуми. Сега за прв пат беше тоа и потенцирано дека освен нели стручноста, оние посебни услови предвидени што се во самиот закон, потребно е лицето да поседува и организацијски и менаџерски способности и она што ние сите на почетокот го дискутиравме, да понуди и програма за работата и за тоа како ќе се работи и да дојде до реализација на таквата програма. Второ, еве би го издвоила исто како еден добар податок, не е воведување, ние не воведовме дисциплински постапки и одговорност сега за обвинителите со овој закон. Тоа постоеше. Меѓутоа имаме доуредување на ова прашање. Во смисла на тоа дека постои едно степенување, една категоризација сега на тие дисциплински повреди. Тоа е малку подетално разработено, не би ги елаборирала во детали, но сакам да кажам, се нудат решенија кои што се да речам добри. Да, факт е дека постојат одредени работи кои треба да се променат. И јас исто на дебатата укажав токму на одредени според мене можеби недоследности во поглед на посебните услови за избор на јавните обвинители на државниот во делот на тоа што треба да влегува во работен стаж за да се смета. Има за да такви амандмани. Да, постојат тие работи, затоа велам, сега знаете како јас сум адвокат, ја можам се член по член да одам, но во интерес на времето. Прво е една генерална оценка и од госпоѓа Цаца Николовска, бидејќи рековте на почетокот кога дававте оценка за тоа што го чека новиот обвинител, рековте дека многу го чека, бидејќи новиот закон воопшто нема да му помогне во тоа што и тој го има како визија и концепт. Да ги слушнеме прво вие општи забелешки, а потоа ќе се обидеме на неколку главни елементи, од кои еден од клучните е финансирање. Да се вратам на амандманите. Јас ве уверувам дека тие амандмани не можеа да дојдат од јавната расправа. Едноставно, физички беше тоа невозможно да се направи. Значи, да се слушне што зборува, што се кажало се на јавната расправа, па тоа пратениците да го разработат, без да имаат они на своите комисии, состаноци, размислувања, што да биде текстот, како да биде текстот, тоа е невозможно да се отиде до 7,5 часот да се произведат амандмани од нашата дискусија. Меѓутоа, тоа да го оставиме на страна. Сакам да кажам да не да се свати дека од тој аспект јавната расправа беше формална. Друго прашање е дали нас ни требаат такви јавни расправи. Многу требаат. Меѓутоа, тие да произведуваат свој ефект. Прво се спомна дека ненавремено или можеби, еве, имало некои пропусти
по однос на приемот на текстот на законот кој што бара време да се разбереме. Не е тоа земи па прочитај го вака. Тој бара време да легне, да се прочита неколку пати за да може да се дискутира соодветно и да може да се извлече корист од таа дебата. Значи, тоа беше една од сугестиите, па да речам, скоро на сите излагачи. Втора работа по однос на формалниот пристап. Јас не можам да прифатам дека заради тоа што монотехнички треба да се стави име нов закон, да го прифатам тоа како нов закон. Да се разбереме, законот е далеко од тоа нов. Да. Ако ние мислиме дека со закон за јавно обвинителство, вака како што е, а да зборуваме дека е нов закон, ќе можеме да ја обезбедиме својата обврска која што сме ја дале, и стратегија и сите обеќања што сме ги направиле, не. Затоа што сите тие што ќе го читаат законот ќе видат дека не станува збор за нов закон. Меѓутоа, во овој закон има некои новини кои што представуваат проблем во еве сега ќе ви кажам. Меѓународен стандард е дека секој закон треба да биде јасен, треба да биде прецизен, треба да биде предвидлив и треба да биде концизен. Ние во овој закон имаме многу недоречености или многу можности за едно арбитрерно толкување кога ќе се оценува однесувањето на државниот обвинител и обвинителите во насока на разрешување и во насока на оценување на нивното однесување и дејство. Јас рековме дека нема да одиме член по член, меѓутоа, јас и сега ќе го повторам. Ние имавме дискусија толку голема за зборот истакнат правник. Мене, ако ме прашате, таа дискусија беше непотребна. Ама, не може... на нас не беше потребно да го прецизираме, затоа што... Знаете што, јас не се согласувам дека... експерти во тоа да го извитопериме значењето на тој збор. Добро, доаѓаме до тоа. Јас се, ако ви го прочитам ова, јас не знам колку експерти ќе имаат различито мислење по ова. Доколку сериозно го наруши јавниот ред, крајно недолично се однесува или со други постапки и однесување извршено намерно, повторно, со злоупотреба или со грубо невнимание нанесе штета на угледот на јавното обвинителство. Кога сите овие термини ќе ги задоволат оние стандарди за кои што зборувам, јасност, прецизност, предвидливост, тогаш можеме да зборуваме. Јас ви гарантирам дека овие вакви термини можат само да доведат до арбитрерно однесување. Ама постоеше истото и во досегашниот закон. Ама не е важно сега дали постоело зборот. Значи не е новина, само е некоја во формата на зборот. Ама тоа сакам да кажам, дека не може да ние со одредена форма да ги задоволиме, но постоеше, тоа сакам да кажам, без разлика дали постоело или не. И па не, бидејќи не сум слушнала до сега коментар на тоа, сега го коментираме. Јас мислев дека многу обвинители ќе бидат присутни, дека тие треба да се борат за својата позиција. Еве, вие сте адвокат. Тоа е основа за утре задутре да ви дојде некој кој што е вака обвинет за сите овие работи. Јас ви гарантирам дека вие први ќе бидете тие што ќе речете дека не е јасно. И сега тоа е се хипотетички мислам. Јас ви гарантирам. Знаете како? Не би сакала со примери од пракса или од нешто, меѓутоа во крајна линија сите ние ќе се сложиме и знаеме што значи, искрена да бидам, значи сите ние знаеме меѓу нас овде сега, за нас, барем јас така сметам, знаеме што значи
потешка повреда на јавен ред и мир, посериозна форма на недолично однесување. Недолично однесување не е ова ако седнеме да дебатираме, но ако дојдеме под дејство на алкохол и на наркотични дроги, и како е недолично однесување. Значи, затоа кажам, сепак постојат некои воспоставени стандарди кои што на сите нам не се познати. Јас се извинувам, ама ова не се стандарди. Стандарди се она за кои што јас зборувам. Не е моје мислење. Иако до сега постоеше исто тоа. Тоа е мислење на Европскиот суд за човекови права. Значи тоа што треба да биде законот и каков треба да биде законот. Се соочуваме ли со одредби, бидејќи беше кажано дека ќе има навистина појасни, попрецизни критериуми, се соочуваме со обратното, ви вашиот став да го слушам. Точно тоа го кажавме истото и вчера. Значи, ние имаме ризици во овој закон, недоречености, можности за арбитрерно одлучување, дискрециони одредби, каде што може да се толкува на еден или на друг начин. И овој закон, би рекла, пред сите други би требало да го помине оној тест или она анализа на ризик од корупција, од можности за манипулативно толкување на тој закон. И мислам дека оваа постапка за брзо донесување на законот заради потребата од реформа, мислам дека не ни оди во прилог. Подобро е да се дадеме време и уште повеќе дебати и расчистување на сите одредби, за да можеме да имаме добар закон, барем и овој. Ако не е нов, ама барем да биде како што треба. Барем нешто што може да се коригира, сметам дека таа линија е коригирана, колку што се сеќавам и од дебатата, баш тоа беше кажано и од страна на професорката, председателката на комисијата на работната група. Меѓутоа, знаете како, само сакам кратко, да не ме разберете погрешно, но секој пат кога нешто критикуваме, сметам дека е најлесно да го критикуваме, но во исто време потребно е да понудиме и некое друго решение. Јас затоа велам... Со задоволство, ама кога? Па добро, еве додека беше на ЕНЕР, например, законот, дали некој од вас даде предлог? Зашто очекувате вие некој... Ако ви интересира за институтот, ќе ви кажам дека институтот има дадено. Добро, одлично. И дека ниедно, ама буквално ниедна реакција не е ни разгледувана, нити нешто е направено во однос на тоа. Значи, не зборувам на памет. Во ред, затоа велам јас, бидејќи јас не имам таа информација, затоа кажувам. Во други ситуации каде што сме имале, значи, такви сугестии, додека се законите на ЕНЕР знаеле да бидат прифатени, се укажало на нешто. Зависи од кого се и какви се и дали се прифатени или не. Ја ви кажувам дека одредените сугестии не се прифатени. Меѓу другото, и оваа сугестија тука не е прифатена, не во насока дека не треба некој да биде разрешен заради ова. Меѓутоа во насока на јасност, прецизност, предвидливост. Тоа се тие категории кои што мора законодавецот да ги има. Вие сте сите навлезени детално, меѓутоа јас ќе се задржам на оно што и во јавноста беа се посочуваше како еден од главните столбови. Само се извинувам. Спомната беше програма дека треба да се, нели, да се презентира. Последниот избор на основниот јавен обвинител беше во насока на тоа дали има програма или нема програма. За кој избор? Сегашниот. За сега збор? Не за нената, за основниот местото на Бубевски. Збориме програма за републичкиот јавен обвинител. Добро, не е програма само за републичкиот. Програма секој кој што како. Тука оставите вие што стои сега за републичкиот. Ама не, па сега не може да зборуваме на памет, во законот стои и за другите обвинители. Дека треба да поднесат за јавен обвинител на Република Северна Македонија може да биде именуван јавен обвинител кој има непрекинат работен стаж од најмалку 10 години или судија од областа на кривичното право, од најмалку и поседува организацијски и менаџерски способности. И тука зборуваме за програма.
Судиката зборува за основниот јавен обвинител. За основниот јавен обвинител. Јас зборам програмата предвидена за државниот. Не зборувам за таа програма, него сметате дека треба да ја има и за основниот, во ред, да, затоа што тогаш се рече сите кандидати имале програма, само еден кандидат немал програма, меѓутоа дека тоа не било потребно. Нешто така се И јас би сакал да се задржиме на оној сегмент кој што... Сакам да кажам дека, само да довршам, сакам да кажам дека ако за државниот треба да има програма, таа програма треба да ја следи некој. Или треба од некаде да произлегува. Ако основниот нема програма, тоа е голем проблем. Меѓутоа, тоа не е нешто за кое што почнав да зборувам и сега го дискутирам. Вие што ја спомнавте програмата, па тоа само... Добро, јас би сакал да се задржиме на делот околу финансиите, бидејќи во владините документи основа на сето ова и реформската агенда. Финансиската независност беше посочувана како столб за независноста и интегритетот на јавното обвинителство. Таа финансиска независност повторно ја немаме, иако владата си презеде обврски со реформската агенда. Напротив, со овој закон се случува дилемата. Кого излажав? Ја излажавме Венецијанската комисија успешно или се излажавме и самите себе, бидејќи пред Венецијанската комисија отиде предлог со 0,4% од буџетот, согласно стандардите кои што ги имало и претходно, во собранието влезе 0,4% од прибраните даноци, што е најрастеглива категорија. И сега, веројатно, кога ќе испратиме во иднина нешто на Венецијанската комисија, и тие ќе се прашаат што правиме, бидејќи тука тие не фалат, новина е што се предвидува поголема финансиска автономија, она, меѓутоа тоа важеше само во текстот за Венецијанска комисија. Се излагавме самите себе, јас би рекла, затоа што Венецијанската комисија нема да трпи последици од ова. Ке трпи последици нашата држава и јавното обвинителство и неможноста јавното обвинителство да одговори на своите задачи. Владата застанала очигледно за ова заложба, исто така и надвор од реформската агенда од обезбедувањето на независност финансиска и функционална на јавното обвинителство, затоа што тоа треба да биде самостојно, така, во своето работење и да може самостојно да го утврдува буџетот. Буџетот не треба да биде помал од тоа што е утврдено. Порано беше стандардот 0,4 или вие велите 5% од државниот буџет. Сега од прибраните даноци, според некои пресметки, тоа не е ни 50% од она што било претходно. Ако останеше она одредба, бидејќи владата рече дека конечно мораме да бидеме коректни дека ниту една влада не го исполнила тоа досега, меѓутоа оваа влада рече дека тоа ќе се случи од оваа фискална година, не се случи. 6 милиарди е буџетот, 0,5 се 30,5 милиарди. Толку би било доколку беше според и приближно според тоа што отиде во Венецијанска комисија. Според она што дојде во собранието, буџетот, согласно завршната пресметка на буџетот за минатата година, буџетот на обвинителството би бил само 14 милиони евра, односно кратењето е за цели 16 милиони евра. Ако на ова се додадат податоците дека државата до крајот на годината беше се обврзала дека целосно ќе ги опреми истражните центри, дека целосно ќе се пополни бројот на обвинители и така натаму. Тие нема да имаат пари за плата тука со тие пари што ги имаат јавно обвинителската целата организација со целата внатре структура, а не да обезбедат средства за она што треба. За подготвување на предметите. И тука, за сите, да ја отворам дебатата, има уште една условно замка. Значи, не се знае ни дали и овие средства ќе бидат доделени, бидејќи Министерот за финансии, односно владата, има право да процени дека овие средства ќе се доделат само доколку не се наруши праведната распределба
на буџет. Значи, тоа било така и порано. Предходниот јавен обвинител дури самиот велеше ни дадоа 2% наместо 4%, ама ќе гледаме со тие да работиме, значи не треба државата тоа да го прави, обвинителите не треба да се согласат со таквите кратења на буџетот. Тоа не обезбедува самостојност. Значи, самостојноста треба да биде до тој степен да не може министерот за финансии да определува дали ќе им се доделат или нема да им се доделат тие средства. И уште понатаму, самостојност во одлучувањето на потребата од ресурси, вработување на соработници, асистенти, формирање на IT служби и така натаму. Тоа се покажа дека нема политичка волја за тоа, бидејќи јавно-обвинителската и судската служба требаше да бидат изземени од законот за административни службеници. Со реформата од јуни тие останаа пак дел од законот за административни службеници, уште тога се знаеше дека нема ништо од ова. Дека ова целото требаше повеќе системски да се опфати целото ова прашање, за да можеме да обезбедиме јавно-обвинителска организација како што сакаме да функционира, за да може да одговори на предизвиците. Значи, со ова, апсолутно, ќе треба сите уште еднаш да сватиме и да разбереме, како што зборува и како обвинителката што зборуваше на јавната дебата, дека обвинителството нема ресурси. Државниот јавен обвинител сега вели дека ќе се залага обвинителството да има ресурси, но се ќе зависи од политичката волја и од тоа колку државата ќе им даде можности да имаат ресурси за работа, а со тоа и какви резултати ќе имаат. Значи, ништо не може без тоа. Ако немаш средства за работа, колку сакаш биди подготвен и не знам, амбициозен, нема да се постигне резултат и повторно ќе имаме исти проблеми. Јас се прашувам што ќе работи Советот за јавни обвинители во делот на избор на обвинители. Сите знаеме дека има недостаток на јавни обвинители секаде, на секое ниво, освен еве сега што е избран државниот јавен обвинител. Како они ќе избираат или како они ќе се однесуваат во делот на потребата за избор, а знаат дека не може да извршат избор заради тоа прво што нема кадар и второ што нема средства тие што ќе ги изберат да ја обавуваат својата функција. Плата ли е, сместување ли е, што се друго влегува во финансискиот дел за обавување на функцијата е доведено во прашање. Госпоѓа Николовска, од вкупно 14 истражни центри, 5 се сега целосно функционални. До крајот на декември минатата година требало да бидат сите целосно опремени, тоа е обврска од реформската агенда. Дали овој закон, ајде фигуративно да кажам, се сопнува на финансиите, бидејќи очекувањата се големи. Ако се гледа како хронолошки се наредени реформите во планот, во реформската агенда, значи законот еве доцни 3 месеци, да не ситничариме за 3 месеци, меѓутоа се е наведено. Финансиска независност, пари, опремување на истражните центри и веќе во јуни требаше да го имаме првиот извештај за, првиот извештај така стои, за да видиме какви резултати тоа дава. Ќе кажам, значи финансиите, буџетот, средствата за работа, па и кадарот за обвинителството, тоа навистина од секогаш било, ајде да речам, горлив проблем. И ако некој тоа го гледа, верувајте, тоа го гледаме ние што сме таму малтене секојдневно. Поаѓамо во смисла на тоа дека недостасува персонал, немате, значи, нема секој обвинител свој записничар и така натаму. И тоа се проблеми што се провлекувале години наназад и така и било. Јас, ке ми извините, не сум експерт по однос на финансиите за да можам вака да ги направам калкулациите. Да, точно го видов тоа како промена во законот, во смисла на тоа дека претходно беше 0,4% целиот буџет, а сега буџетот е во делот на 0,4% од даночните приходи на државата. Така да во тој дел
и не можам толку да се произнесам, значи не сум ни учествувала во тоа и немам правено такви анализи лично за да може да знам. Меѓутоа сакам да напоменам дека сепак преку ноќ не може ништо да се случи. Ова се проблеми што се провлекувале многу години наназад. Сето ова профункционира и заживеа од кога почнавме со така наречениот нов систем на кривична постапка, каде што нели се воведоа и тие истражни центри и се. Па добро, сакам... Од истражните центри ве молам, кога се формирани? Не за формирани. Формирани во смисла на ставени во закон. Во законот, меѓутоа целата таа работа заживува, да кажам, повеќе од овој момент, но суштината која е? По однос на овој буџет, свесна сум да, можеби, од она што го гледаме секојдневно и од работа и од се, дека веројатно или нема да биде доволен, тоа сепак ќе можат да го кажат обвинителите, но од друга страна ќе напоменам дека колку што ми е познато и од она што го гледа во законот, во рамки на овој буџет не влегуваат платите, да, за нив со посебен закон се определуваат, кај што си постојат коефициенти и слично. Така да не знам како ќе се решава тоа во иднина, бидејќи и во овој момент постои како проблем, но постоеше и наназад. И средствата за работа, и сам сега не би сакала поединечно од случај до случај, но како состојба постоела, свесни сме ние, кои што сме таму постојано. Факт е дека тоа треба да се реши и верувам дека ќе се изнајде решение, дека е потребен буџет, секако е потребен, точно она што и соговорничките... Ова е многу растеглива категорија, бидејќи прибради даноци тие обично во буџетот одат според проекции. И сега хипотетички, ние оваа година се веќе влегуваме во сериозна криза и овие хипотетички 14 милиони може да не бидат 14, бидејќи заради енергетската криза може да се намали ДДВ, може да се намали акциза, значи тој буџет може да падне, евре хипотетички да кажеме, на само 10 милиони евра. Од тие 10 милиони евра, кога ќе се седне во влада, некој може да каже, да, тие се 10 милиони евра, меѓутоа согласно принципот за правична распределба, ние ќе дадеме само 5, а очекуваме резултат. Сега ја прашувам, каде е тука предвидливоста? Каде е тука јасноста? Каде е тука прецизноста? Значи, обвинителство рачуна, еве нека е и рачуна на 0,4 од даночните собирања. Законот повторно нема храброст да го отфрли и она што е констатирано дека треба да се отфрли во овој документ, а тоа е документ на владата. Она што го споменавме за вработувањата, затоа и јавниот обвинител го доставува и предлогот за тоа колкава висина на средства му се потребни. Ама овде одредено веќе, овдека веќе нема што да доставува. Па тоа е по однос на законот. Толку е растеглива категорија да во оваа економска ситуација во која што се јавува државата, ја мислам дека се наоѓа државата, ја мислам дека никој не може да прифати дека ќе биде зголемен или ќе го добие овој процент на коефициент врзано за даноците и самите рековте дека тие може да се намалат, тие може, а да не зборуваме за растегливата категорија по однос на оценување на буџет. Или накратко тешко да веруваме дека ќе се подобра условите за работа на јавното обвинителство. Во законот се ставени овие одредби во однос на средствата за работа и за тоа се да не ги читам сите, затоа и го земав со себе во смисла на тоа дека треба да има процена и за редовни и за вонредни работи од работењето на обвинителството, за бројот на јавни обвинители, за службеници и така натаму, за да може да се предвиди сето тоа. Ама секако меѓутоа со сета почит колешката е долги години обвинител и тоа се проблеми што се провлекуваат наназад. Како да ви кажам, па дајте да ги решаваме. Па еве ги решаваме, но јас кажувам преку ноќ не може да се реши. Вие ова видите, знаете што е проблемот. Ова се само 10 страни од таа кои што се однесуваат на обвинителството од реформската агенда. Внатре е се напишано.
Внатре има прецизни проценки, колку обвинители треба. Внатре има прецизни проценки по година колку треба да се вработат стручни службеници и обвинителствата и судовите. Тоа не се измислени ни од мене, ни од вас, тоа е документ на владата. За сето тоа треба пари, за сето тоа повторно останува онаа фамозна согласност на министерот. Мене ми е дилемата, ако државата има стратегија и цел, дека го јакне обвинителството, тогаш ако е тоа приоритет. И ако е тоа приоритет, дали може да се остави таа и таква цел на ваков несигурен темел, а финансиите се несигурен темел. Апсолутно ќе морам од пракса да кажам некои работи, да не бидам погрешно разбрана. Факт е дека е потребен буџет на јавното обвинителство, но да ве потсетам наназад што се случуваше и колкав буџет отиде на пропаднатото специјално јавно обвинителство и што добивме за возврат? Ама тоа се приказни од минатото. Не се приказни, тие приказни од минатото ви даваат сега реперкусии и ви се одразуваат и на предмети, и на самодоверба, и на доверба во судство. Јас не сум тука за да го бранам законот. Јас исто така го коментирам она што се случува. Затоа што верувајте, јас сум секој ден таму, јас не слушнав ни една реакција. Не се разбираме. Реакции не се слушна за огромните милионски суми што се одлеа во СЈО, во бенефити што беа дадени. Ама така е, затоа што таму почна. Може малце да дајте да се решава. Повелете таа сега. Во овој контекст сакам уште едно прашање, бидејќи тоа ми ќе го поврзете, ми падна впечаток како за ова зборуваме, а многу често во други дебати адвокатите знаат да се пожалат и на не практично тешкото функционирање на истражните центри, што создава проблеми во сите постапки и така натаму. Вие вчера повторно отидовте еден чекор натаму и посочивте нешто што постои како цел, и тоа запишено до јуни 2007 година, целосно, функционално, автоматизирано управување. Значи, не само автоматизирано управување со предметите. Јас вчера зборував и за можноста за интероперабилност, за пристапот до бази на податоци, да може обвинителството да користи електронски документи, да не мора за се да се допишува со институциите, да може електронски да се формираат досијата, да може да се следи предметот од, не знам, антикорупцијска или од Министерство за внатрешни преку обвинителството, за да се обезбеди поголема транспарентност и следење на учинокот и работењето на јавните обвинители. Значи, сето тоа е нешто што е неопходно сега за да имаме современо јавно обвинителство. На овие работи, интероперабилност и следење на предмети и електронско обезбедување на докази, размена на информации веќе одамна е стандард. Тоа кај нас сега звучи како нешто многу ново или не знам невозможно, меѓутоа тоа пред 10-15 години стана стандард. Сите закони поединечно, ако се гледаат некако се системно врзани садови, ако некаде се зате или се измени, крајниот резултат нема да го има. Мораме на системот, ова состојба на интероперабилност постои во Законот за спречување на корупцијата, на пример. Ние тоа го имаме, дека комисијата може да има пристап до бази на податоци. Да се вратиме назад 2002. Јавното обвинителство уште повеќе треба да има таков пристап до тие бази на податоци, ама за сето тоа е потребен буџет, а ако сакаме вистинска реформа, треба да ја поддржиме таа реформа, вистински, не само вака со Уште една пауза за реклама. Остануваат по уште 2 минути, еве, за да не биде и ова проформа. Ајде, ќе оставам секој со свој заклучок и завршна порака, бидејќи има многу сегменти, го има и тоа вие што го споменавте пред малку, дека 3,5 до 4 години се проценките, дека ние нема да може да немаме од каде да се одбере кадар во судството и обвинителството, и постојано со секоја подпрашање се надоврзуваат нови проблеми и предизвици.
Почнувам ли стално од почеток, без да ги завршиме работите, иако не милувате вие многу стратегии, ама стратегии и планови имаме многу. Имаме многу стратегии и планови и затоа ја многу не ги милувам тие термини, заради тоа што ние зборуваме, меѓутоа никој пат не ги имплементираме во пракса сите тие работи. Или нешто што сме обеќала, еве како во овој случај, понатаму не можеме да го оствариме. Од објективни или субјективни причини не може да се најдат тие пари. Кога зборувам објективни и субјективни, некој пат стварно ова даноци ќе има, нема да има, ќе може да се наплати, нема да може да се наплати. Меѓутоа факт е дека обвинителите ќе имаат проблеми со кадар, ќе имаат проблеми со материјални ресурси, ќе имаат проблеми со дигитализација. Во обвинителство, во колку се направи таа дигитализација, нешто слично како АКМИ системот кој што апсолутно мора да се подобри, може да се следат предметите. Вака, без сето тоа, ние повторно ќе се доведеме во една ситуација да не можеме да вршиме правилна оцена. За тој дел имаме време, предвидено е треба да заврши до декември оваа година. Тасева, по се што кажавте, а многу работи ни остана недокажани, еве, да бевте хипотетички во дилема пред избор, не вака на после гласање, да бевте во дилема, имајќи ги предвид сите овие околности, или сега да добиете некаква понуда, има примери од соседството, специјални надлежности на антикорупцијско, да ви понуди некој да бидете државен јавен обвинител во овие околности, би му кажале, би прифатили, би кажале не благодарам под овие услови. Видете, познавајќи се себе, сега се надевам и господинот Савески ќе пристапи на тој начин, ќе прифатам предизвик. Затоа што тоа е состојбата. Ако се обезбеди, затоа што тука ние правиме една анализа за кост-бенефит анализа за ефикасноста на институциите и видовме дека всушност јавното обвинителство е институција која што пак добила и најмногу помош и поддршка од проекти од Европска комисија во обуки, во патувања, во организација на семинари. Не стигнавме тоа да го отвориме, овие АКМИ, сите што ги зборувате вие, дигитализација, тоа се доаѓа од надвор. Така и очекувам дека ако успее Савески добро да се организира, да се постави внатре, да обезбеди интегритет, транспарентност, отчетност во работењето, да нема многу тука влијанија и ќе добие голема поддршка од страна за да ги постави сите овие работи. Не мора се да се финансира од буџетот. И тука би исто така може да се направи некаква заложба. Ама се зависи од тоа како тој сега ќе прифати таа обврска, да инсистира дека сето тоа да не попушти нормално да му се намали буџетот, да бара министерот за финансии да му одобри вработувањето и тоа слушнав и да бара стручни соработници, министерот за финансии не му дава. Па сега или сакаме реформа, значи тој треба сега да прави со нив сериозни разговори, барања за да постави институција која што ќе нема да трпи влијание од нив во однос на работата, ама тој сериозно ќе бара поддршка за да ја постави како што треба. Не е само овој закон, следуваат уште 2-3 кои што доцнат во овој сегмент за реформи на обвинителството и на судството. Ќе биде ли се доволна основа и колку има простор овој недостаток на финансии да се коригира, бидејќи многу оценки упатуваат дека може сериозно да влие и покрај волја и прегнување на сите капацитети и се друго. Знаете како, ние сме мала земја и факт е дека не можеме тек така све да решиме со некое магично стапче, но сметам дека волја се има и дека ќе може да се придвижат работите и да отидат во позитивна насока за сите нас. Значи, буквално за сите нас, така да она што е дел од агендата и носењето на законите на еден или на друг начин сметам дека ќе биде завршено. Меѓутоа ќе за крај ќе укажам нешто, верувате, не е лесно да се работи на еден закон. Ниту е едноставно и тоа подразбира многу време, многу енергија, многу труд.
Посебно што во тие сите групи работни сме вклучени луѓе кои што ние во текот на ние работиме веќе, имаме некоја своја професија и издвојувате дополнително време за да бидете дел од нешто, а се со цел да се задоволи јавен интерес, да се задоволат потребите на сите нас. Така да, колку и да звучи едноставно, не е така. Се работи на сите тие закони, споменав и преска, ќе повторам, се работи и на КАЗЕ, и на законот за совет на ама сега морам да забележам, ако некој има време да магистрира, дури е министер за правда, може да потроши малку и дел од времето за соодветно планирање, за да ги почитува раковите кои што... Не би навлегувала во тоа, во нечии лични состојби, дали некој магистрирал, докторирал, меѓутоа тоа се рокови од владина програма кои што не беа испочитувани. И пак тука отвараме друг проблем на стратешко планирање. На министерот за правда, јас кажувам од свој личен аспект, очекувам позитивни промени и очекувам придвижување кон напред. Ви благодарам многу што вечерва бевте гости во топ тема. Вам почитувани ви благодарам за вниманието. Останете на Телма.